пратеничката Маја Морачевин, повелете. Благодарам подпредседателе, почитувани колешки и колеги пратеници, почитуван премиер, членови на владата, почитувана јавност. За оваа седница јас би сакала да поставам 3 пратенички прашања, од кое првото ќе биде до премиерот господинот Зоран Заев и вторите 2 прашања се наменети за министерот за животна средина и просторно планирање, во негово отсуство до заменик министерот за животна средина и просторно планирање. Почитуван премиер, ова прашање го упатувам до вас, бидејќи за Дом како зелена партија која што се залага за имплементирање на зелените политики е од клучна важност и ја обединува и заштитата на животната средина и унапредување на здравјето на луѓето, но и развојот на зелената економија, што исто така клучно во зелените политики, како економски модел, кој што истовремено се грижи за заштита на животната средина и овозможува економски развој. Тука станува збор за обновливите извори на енергија. Пред една година во ова собрание се ратификуваше Парискиот климатски договор, со тоа Република Македонија и презема обврска за да ги намали емисиите на штетните стакленички гасови и да се бори против глобалното затоплување и против климатските промени. И клучен процес и во борбата против климатските промени, но истовремено и во борбата против аерозагадувањето со кое ние се соочуваме како сериозен проблем, представува покрај енергетската ефикасност и транзицијата од фосилни горива, пред се јагленот и нафтата, кон обновливи извори на енергија, односно користење на ветер и сонце, она што ние во Република Македонија го имаме навистина во изобилство, но се уште недоволно го користиме. Со носењето на Законот за енергетика се отворија можности за поинтензивно користење на обновливите извори на енергија и во изминатиот период ние ја следиме дискусијата и најавувањето на голем број отварање на нови фотоволтаични централи, дека веќе и во општините со помош на странски, на ЕУ фондови, се во тек некои проекти за поставување на фотоволтаици на јавни објекти, училишта, градинки, и тоа е навистина за поздравување и тоа е вистински очекор што ние како зелени сакаме да го видиме во транзицијата од фосилните кон обновливите извори на енергија. Моето прашање до вас е кои се конкретните активности кои владата ги презема за поголемо учество на обновливите извори на енергија и што можеме да очекуваме, значи, во еден покус временски период во наредната година од сите овие најавени проекти кои до сега ги слушнавме, каква е динамиката на нивно реализирање. Благодарам, тоа би било прашањето до вас. И второто прашање до заменик министерот за животна средина. Првото прашање се однесува на она што сите нас овие денови особено најмногу не загрижува, а тоа е состојбата со аерозагадувањето. И овде ќе се осврнам најмногу на планот за чист воздух кој што го донесе владата, односно неговото имплементирање. За нас навистина е важно како зелена партија дека владата истакна дека решавањето на проблемот со аерозагадувањето е стратешки приоритет на оваа влада и тоа е нешто што навистина за прв пат се случува во Република Македонија и носењето на посебна програма, односно план за чист воздух. Исто така, овие мерки кои што се предложени во самата програма се мерки кои што се предлагани и од Дом, и од еколошки граѓански организации и се добри и треба да се имплементираат. Иако и јас и на јавната расправа на која и вие бете присутен во собранието за по повод аерозагадувањето, истакнав дека може би треба и малку поголем фокус, не може би туку потребен е и поголем фокус на загадувањето кое што доаѓа од индустријските објекти, иако добро е дека во целиот план се третираат сите извори на загадувањето на воздухот и тоа е добар и според нас единствено успешен начин како можеме ние навистина да го намалиме аерозагадувањето со третирање на сите извори на аерозагадување. И затоплувањето, и индустријата,
и отпадот, и сообраќајот и така натаму. Значи, градежништвото се разбира. Значи, тоа е вистинскиот начин. Во самиот план фокусот е поголем на затоплувањето, но сепак се предложени и некои мерки во однос на третманот од индустријските објекти и мислам дека таму треба во иднина уште поголем фокус да се стави. И она што секако имавме забелешка, тоа беше дека навистина малку средства се одвоени за оваа програма, иако во други сектори постојат средства, но сепак сметавме дека е потребно овие финансиски средства да бидат лоцирани точно во планот за чист воздух, за да може тие мерки сите што е можно побрзо, со поголем интензитет да се реализираат и да добиеме побрзо видливи резултати во однос на аерозагадувањето. Оттаму истите практично забелешки го читав извештајот последен на Државниот завод за ревизија, вели административниот и техничкиот капацитет на надлежните институции е недоволен на централно, а особено на локално ниво во поглед на кадровската екипираност, опрема и финансиски средства. Што значи во иднина ние ќе мораме навистина многу повеќе да вложуваме и финансии и во запослување на кадри квалитетни и до обуки на постоечките. Затоа моето прашање до вас е дали и на кој начин предвидувате, вие споменавте донации, дали е во тек реализација на некој таков проект за донирање на дополнителни средства во оваа програма, за да можеме да постигнеме видливи резултати и понатаму што конкретно во оваа програма за реализирање на планот за чист воздух, која што владата неодамна ја донесе на своја седница, таму беше потенцирано дека ќе се применат мерки во делот на финансирање на постојните нееколошки системи за грејење во домаќинства, во јавни објекти и така натаму. Потоа дека ќе се инсталираат филтри во малите и средните предпријатија, што секако е добро како мерка со цел на намалување на аерозагадувањето и она што би сакала да го напоменам и што е многу важно, дека ќе постои посебна веб страна на која што ќе бидат наброени сите мерки кои ќе ги спроведат државните институции, бидејќи навистина е клучно сите како граѓани да бидеме информирани за мерките кои што се преземаат, во кој обем се преземаат, колку средства се издвоени за секој од тие мерки и понатаму да ги следиме резултатите, така што во тој дел е и прашањето до вас кои се мерките и дали за сите овие мерки е направена проценка како акцијски план, колку финансиски средства се одвојуваат и со која динамика ќе се реализираат. И уште едно прашање до вас, заменик министар за животна средина, е поврзано со депонијата Дрисла и третманот на медицинскиот отпад, нешто што навистина ја загрижува целата македонска јавност. Јас нема да навлегувам во тоа како е добиена таа концесија 2013 година и дека тогаш е ветувано дека ќе се вложат 70 милиони евра и дека Дрисла ќе стане современа депонија во која што ќе постои селекција, рециклирање и производство на електрична енергија, дека проценките биле профит од 6 милиони евра годишно и така натаму. Од тоа во овие 5 години гледаме дека ништо не се реализира. И за подсетување на јавноста, минатата година кога Мирослав Богдановски беше раководеше со Државниот инспекторат за животна средина, за прв пат се направи инспекција во Дрисла и се виде дека таму нема филтер и заради тоа беше санкционирана и со парична казна и со рестрикција на работењето и така натаму, за да во април се постави тој филтер. И не е точно како што негде се вели дека тоа не било проблем, затоа што самите велат дека во тест периодот по поставување на филтерот намалувањето на штетните честички, сулфурни и азотни оксиди се намалени до 15 пати, а PM частичките од 150 до 160 микрограми на метар кубен на 25 микрограми на метар кубен. Тогаш тие ветија дека во јуни може да очекуваме и нов инсинератор, значи нова печка за согорување на медицински отпад. За сега повторно да слушаме од директорот на Дрисла дека допрва нешто ќе се набавува, дека е поднесено некое барање и вие како министерство сте дале одобрение за нова технологија. Мислам дека навистина
Заслужуваме сите да имаме една современа депонија со европски стандарди и моето прашање до вас е дали имате вие информации колку инспекции од Државниот инспекторат, бидејќи Дрисла има интегрирана дозвола, се направени во изминатата година, што се констатирало, дали има загадување од таму. Дефинитивно на јавноста да се објасни дали во Македонија се увезува медицински отпад или не, бидејќи навистина се луѓето исплашени, затоа сметам дека треба да имаат релевантни информации. И кога ние, довршувам, навистина ќе имаме во Скопскиот регион една современа депонија со сите европски стандарди. Благодарам, колешки Морачанин. Вие во вашиот одговор рековте дека ќе поставите 2 прашања, а поставите 3. Ви 3, едно до премиерот и 2 до... Ви благодарам. Значи, колешката Морачанин постави 3 прашања. Одговор на првото прашање ќе даде председателот на владата. Повелете. Почитувана пратенички Морачанин, благодарам на прашањето. Важна тема многу. Како коалиционен партнер се трудите и нас да не научите во одредени важни теми, прифаќаме и во нашите еколошки комисии сите заедно и заради тоа составен дел на програмата на владата и на севкупните политики кои што ги водиме, тенденцијата да постепено, но со побрзо темпо ги обновуваме изворите на енергија во Македонија, повеќе се обновливи наместо на традиционалните извори на енергија. Јас верувам дека со целата дебата овде, со донесеното законско решение, еве правилниците се веќе усвоени, конечно ќе можеме да стартуваме со многу сериозни проекти. Ситуацијата е следната. Имаме определено локации за 200 мегавати фотоволтаици, кои што отприлика се некаде во вредност од 160 милиони евра инвестиции. Надвор од тоа се 90 мегавати кои што Елем почнува да ги гради и ќе има веројатно уште 10 и уште 10 со сопствени средства, дел се од кредитни линии, од партнерските финансиски институции со кои што Република Македонија работи. Но овие 200 мегавати сакаме да ги дадеме на концесии на приватни инвеститори, заради тоа што цената на фотоволтаиците е падната на 670.000 евра мегават, од прилика така знам од стручњаците, и тоа значи дека има сериозен брз период на повратливост на самата инвестиција. Во таква една постапка знам дека дури почетокот на февруари, ако не се коси само со законот за распишување на изборите, ќе бидат веќе објавени огласите за 70 мегавати, на кои што при крај се самите урбанизации на локациите. А верувам до крајот на годината сите 200 мегавати. Кај фотоволтаиците одиме со премиуми. И за ваше информирање, вие знаете веројатно, но преку вас на граѓаните овде во парламентот, премиумот значи продажната цена плюс одредена дополнителна цена која што по пат на јавна лицитација ќе добиеме од најповолниот понудувач на јавно објавен оглас. Тоа значи ако сега е пазарната цена 50 евра од мегават, ќе објавиме оглас на 65 евра, значи плюс 15 евра, и почнува негативна лицитација. Тој што ќе даде 15,8, 14,8, 14,5, 14 евра од мегават, 13 евра од мегават, тој што ќе е најефтин, тој ќе ја добие можноста да гради на еден транспарентен начин. За државата е важно да имаме продукција на енергија, да отвара тоа работни места и да биде здрава енергија, односно еколошка енергија преку обновливите извори на енергија. Истовремено отвараме можности за ветерници. До сега државата има издадено концесија 36 мегавати на Елем, плюс 14 мегавати на Елем во областа на Богданци и 36 мегавати во областа на Свети Николе, на приватен концесионер. Продолжуваме со уште 14 и тука ќе стигнеме до 100 мегавати со можност за проширување со плюс 50 мегавати, што значи 64 мегавати ветерници. Одиме и да издаваме дозволи, лиценци или концесии за биомаса. За жал нема голем потенцијал во Македонија, но таму каде што има, се надевам дека ќе аплицираат граѓани, заради тоа што тоа е профитабилен бизнис, а за Македонија значи еколошка енергија. Ново што е дополнително, ќе влеземе во директно субвенционирање на сончеви колектори на крововите на куќите. Да ги мотивираме граѓаните колку што може повеќе. Еден проект со Ева на Македонија веќе спроведовме овде во Карпош, на едно просечно семејство македонско, каде што буквално на кровот на куќата беше ставен фотоволтаик, кој што веројатно од својата целокупна потреба на електрична енергија повеќе од 75%
ќе ја покрива од тоа кога има вишоци, тие ќе бидат продадени, односно искомпензирани после по тоа што го троши како своји вишоци. Верувам дека тоа ќе може да го омасовиме во Македонија. Тоа значи прво да имаме доволно сила за субвенциите, но и граѓаните да бидат доволно мотивирани. Има во моментот течат и апелирам до јавноста неколку јавни огласи за мали хидроцентрали по сите делови на државата. Заради тоа што навистина со малите хидроцентрали ги користиме водните ресурси со сите еколошки студии и тоа е истовремено заштеда на потребата од производство на енергија преку јаглен, а истовремено имаме намера да отпочнеме со Чебрени галиште, големиот проект кој што верувам дека оваа година ќе најдеме голем концесионер од партнерските земји кој што работи со електрична енергија овде во регионот. Проектот е замислен да биде 800 милиони евра, со тоа што дефинитивно Македонија ќе се обезбеди еден сериозен балансер на потребата од електричната енергија за граѓаните, сериозен инвестиционен капацитет, значи 800 милиони евра е близу или 0,8% од нашиот бруто домашен производ, ќе даде работа на многу домашни компании кои што ќе работат овде и додека се гради тоа партиципира во бруто домашниот производ, а и секако додека после се стави во функција исто така продукцијата на енергија исто така партиципира, физибилити студија постои за тоа, се обезбедуваат и системи за наводнување, секако околу големите хидроцентрали кои што ќе се градат, така да верувам дека следува период кога во нашата Македонија ќе има сериозни инвестиции во обновливи извори на енергија. Целата регулатива е подготвена, важно е да оди тоа на транспарентен начин, директно преку пат на јавни набавки, преку јавни огласи по патот на јавните набавки, јавните конкурси, со негативните аукции, како што ќе биде за фотоволтаиците, и верувам дека како и многу други западни земји, и ние ќе се гордееме со застапеноста на обновливите извори на енергија. Како и многу други земји кои што себе се сметат за нормални, демократски, западни земји или прозападни земји, и ние сакаме да постигнеме до 20% барем од скупното производство на нашата електрична енергија да биде од обновливи извори на енергија. Ако успешно стартуваат овие проекти, верувам дека Македонија ќе биде дополнително мотивирана да процентите на обновливи извори на енергија во употребата на севкупната енергија бидат искористени. Продолжуваме и со сопствени средства, но и со пари од кредити да дадеме сериозен придонес и во заштедата на енергија, преку фасадите, преку обновата на прозорците, преку грејните тела. Дел веројатно ќе зборува и заменик министерот за екологија преку овие програми кои што ги правиме за заштита на воздухот и слично, но колку што е важно да севкупното производство на електрична енергија во државата биде колку што е можно повеќе од обновливи извори на енергија, и исто така толку е важно да енергијата ја штедиме, заради тоа што тоа нема да предизвика и такви еколошки импликации, заради тоа што Македонија дефинитивно огромен процент од своето производство го има од традиционалните извори на енергија, тоа преку јаглен. Зборувам пред се за рек Битола како најголем енергетски капацитет во Македонија. Така да динамиката стартува уште од овој месец. Знам дека се одржаа последните состаноци, следува идната недела еден состанок уште кај мене, да се потврдат конечно работите за да може да тргнат јавните објави. Јас сум најрадосен на фотоволтаиците, 200 мегавати, тоа е многу. Дури дополнително слушам барем од советниците дека има заинтересирани инвеститори за по 100 или за по 200 мегавати без премиум, на пазарна цена. Само да обезбедиме локација и нивна конекција до далноводите за да може тоа да го продадат. Добре дојдени се сите инвестиции во обновливите извори на енергија во Македонија. Верувам дека ќе успееме да бидеме една од земјите во многу брзо време, една од земјите која што ќе се гордее на севкупниот процент на производство на електричната енергија преку обновливи извори на енергија. Благодарам. Ви благодарам. Дали пратеничката е задала одговорот, односно дали сака да постави дополнително прашање? Има збор пратеничката Маја Морачанин, повелете.
Благодарам, премиере. Задоволна сум од одговорот. Посебно сум задоволна од динамиката дека веднаш се пристапува кон реализирање на овие најавени проекти со еден навистина импозантен интензитет и јас сум убедена дека тоа ќе оди во корист на сите граѓани и на економскиот развој, но и на заштитата на животната средина и здравјето на граѓаните. Единствено би апелирала, бидејќи се спомнаа малите хидроцентрали, да, водата влегува во обновливите видови на енергија, но јас мислам дека и апелирам да бидеме многу внимателни околу овие проекти за мали хидроцентрали, бидејќи се покажало многу често дека тие повеќе штетно влијаат на животната средина отколку што придонесуваат во развојот и продукцијата на електрична енергија, така што тука навистина треба тие проекти сериозно да се разгледаат и сериозно да се разгледа импактот на животната средина на вакви проекти за мали хидроцентрали. Ви благодарам, немам дополнително прашање. Ви благодарам, пратеничката е задоволна одговорот, нема дополнително прашање. Одговор на второто прашање ќе даде заменик министерот за животна средина. Повелете. Благодарам, почитуван председач, почитуван председател на влада, колешки колеги, почитувани пратенички пратеници. Благодарам за прашањето, иако го сватив како повеќе како поддршка, но да дополниме некои работи, она што може би било и за јавноста интересно. Значи, од 28 јануари во Службен вестник објавена е програмата за намалување на аерозагадувањето, прва програма во Република Македонија што има донесено една влада со мерки кои што за прв пат се применуваат во областа на животната средина и она што е и политика и тенденции во светот, многу повеќе сега социјалдемократите ја приграбија таа тема и тоа е само еден европски тек, не само и во Македонија, но мене ме радува што имаме општа поддршка во Република Македонија од повеќе партнери, но и од сите меѓународни институции во овој момент во кој што сме разговарали, преговарали. Сосем одговорно можам да кажам, доколку ќе мисли некој за мене. Ги молам пратениците да седнат на своите места и да не дофрлаат од место. Повелете. Благодарам, господине председавач. Би сакал да сосем одговорно да споделам со вас дека програмата која беше представена на повеќе меѓународни форуми или во мисиите за оценка на состојбите во Република Македонија има целосна поддршка. И тоа ме радува и тоа само не мотивира повеќе да продолжиме со нашите активности. Зошто е ова нова програма? Затоа што директно се справува со загадувачите. И по обем, и по масовност. И затоа ние влегуваме во процес во кој што 10.000 корисници во следните 2 години ќе ги поврземе на централното парно грејање. 10.000 семејства ќе им ја подобриме енергетската ефикасност, на 10.000 семејства ќе им ги промениме изворите на затоплување и на 2.000 ранливи категории на семејства ќе интервенираме со еколошки извори на затоплување. Тоа е едниот сегмент. Тоа се однесува на домаќинствата. Паралелно на тоа, влегуваме со активностите во рамки на планот за чист воздух во промена на затоплувањето во јавните институциите, она најкритичните, во градинките и во градинките, основните школи, студентските домови и здравствените домови. Нашата цел е, и она што е, мислам, поддржано од сите, да нема
јавна институција која што за затоплување ќе користи мазут или нафта или дрва. И затоа овој процес ќе оди паралелно и со процесот на гасификација и со приклучување на објекти. Затоа веќе идната недела одиме во Струмица да разговараме за поврзувањето на болницата во Струмица на системот за гасификација кој што и од поодамна постои таму. Втор сегмент во овие активности се зелените активности, но ќе направиме една комбинација. Например, во средното земјоделско училиште во Тетово, кој што кровот прокиснува, ќе влеземе во интервенција како со зелен кров, така и со соларни панели. Односно, она што и вие го кажавте, борбата со аерозагадување е директно поврзана со исполнување на критериумите и таргетите од Парискиот договор. И за намалување на стакленичките гасови, и за зголемување на енергетската ефикасност, и за зголемување на користењето на обновливите извори. Овај план е чиста вин-вин ситуација. И како круна на се, ќе влеземе во исполнување на стратегиските цели дефинирани во рамки на Обединетите нации. Она што беше второ подпрашање, да го искоментирам. Во 2017 година буџетот на Државниот инспекторат за животна средина изнесол 14,7 милиони денари. После првата средба што премиерот Заев имаше со граѓанските организации и после втората средба што имавме во ад хок комитетот во кој што е формиран по наредба и задача од премиерот Заев, денеска буџетот на инспекторатот изнесува 29,7 милиони, односно е зголемен 100%. И оваа година очекуваме 12 до 15 нови инспектори да влезат во Државниот инспекторат за животна средина. Асоциравте на прашањето на индустриските објекти, но пред тоа да кажам уште нешто. Може би утре, најдоцна во понеделник, ќе се појави повикот во кој што не ние да им наредуваме најзагрозените општини Скопје, Тетово, Битола, Куманово, Гостивар, Струмица, тие кои што по показателите од податоците што ги имаме во Министерството за животна средина и просторно планирање се најзагадени, ќе изберат, како што е светската пракса, зони на ниски емисии, ќе препорачаат, и во тие зони на ниски емисии, например, во Скопје, ако е тоа Лисиче хипотетички кажувам, или некое мало во Тетово, ќе промениме на 700 домаќинства во Скопје, на 150 до 200 домаќинства изворите на затоплување во Тетово, во Гостивар, во Битола, во Куманово. И затоа апелирам и ги повикувам компаниите кои што се занимаваат со ова, да го следат јавниот повик. Влегуваме во процес на замена на нееколошки извори на затоплување во најмалку 1000 домаќинства и очигледно тоа ќе придонесе за намалување на аерозагадувањето. Барам подршка и од нив. Приватниот сектор сака да помогне во овој момент. Повторувам, 2019 година е клучната година за намалување на аерозагадувањето. Зошто? Затоа што има масовна една мобилизација во државата. Нема само критики, има многу предлози, компаниите сакат да помогнат, граѓанските организации сакат да помогнат и така натаму, и така натаму. Во делот на инспекциите, по сите инспекциите и индустриските емисии, сите показатели ни укажуваат дека домашното затоплување е најголем извор на загадување, а во прилог на тоа ќе ги кажам и следниве податоци. Во денот кога во Скопје беше прагот на алармирање, согласно нашите препораки, нашите процедури, Државниот инспекторат за животна средина изврши вореден инспекцијски надзор во објектите кои што ги контролира. И сега слушајте. Во проверката во цементарница Усија. Цементарница Усија од 4 јануар е на технички ремонт и не работи. Во едниот ден,
кога беше прагот на алармирање зголемен, компанијата Макстил не работела. Компанијата ArcelorMittal, погоните Подцинкална, Тандем и Лужнивица не работеле. Асфалтната база Скопје на улици и патишта, исто во комплекс Железара, во денот кога е алармот, не работи поради редовни ремонтни активности. Технологијата денес во индустриските капацитети е многу поразлична од претходниот период и навистина не сакам да дадам алиби или оправдување за нешто, туку променета е сликата во Република Македонија и во Скопје. Одговорно тврдам, за жал има и приватни хостели во кисела вода, кои што за жал се греат на јаглен. Одговорно тврдам, тие повеќе загадуваат околината отколку 2-3 објекти индустријски кои што се во незината околина. Но тоа нас ни стимулира дополнително да поддржиме процесот на гасификација, да дозаврши процесот после завршувањето на процесот на затварање на прстенот во Скопје, да поврзиме неколку индустријски објекти, тоа ќе го направиме, но пред се таму каде што има во Струмици, во Куманово, да го искористиме и сите јавни институции тоа да го искористат. Ова е амбициозен план, но длабоко верувам во планот, бидејќи поддршката што во овој момент имаме на меѓународен план, сакам да кажем, и на експертско ниво, мислам дека брзо ќе преточиме и во поддршка од сите граѓани. Благодарам. Ви благодарам. Дали пратеничката да задава одговорот, односно дали има да постави дополнително прашање? Има збор пратеничката Маја Морачани. Повелете. Да, само кусо би скоментирала. Благодарам за одговорот, да малку е невозможно во толку кус срок да се опфатат сите аспекти, но она што е за мене важно е навистина сите преземени мерки и нивниот интензитет на реализација и обем да бидат транспарентно објавени, за да можат и да аплицираат, но и да следат сите граѓани што се случува со реализирањето на програмата. И исто така, апсолутно стојам на ставот и тогаш кога ги поднесовме амандманите за потреба од дополнителни средства за оваа програма, дека е тоа неопходно и за натаму, и се надевам дека ќе бидат најдени финансиски средства за да се вложи повеќе во оваа програма. Да, го прочитав извештајот на Државниот инспекторат за животна средина по вонредните надзори, но тоа е начин и за нив важи. Мора да бидат поотворени за јавноста, за граѓаните, и исто така мора да своите извештаи да ги доставуваат транспарентно за сите да имаат увид. И не се само оние со А, да не ги заборавиме и оние со Б интегрирани, помалите индустријски објекти, како и оние со елаборати. Мислам дека сета оваа транспарентност и отчетност на институциите задолжени за проблемот со аерозагадување и квалитетот на воздух ќе придонесе во тоа да граѓаните имаат релевантни информации и да бидат спокојни и да ја вратиме довербата во институциите. Благодарам. Пратеничката е задоволна од одговорот, нема дополнително прашање. На третото прашање одговор ќе даде министерот за животна средина. Заменик министерот за животна средина. Повелете. Сакам да информирам дека ќе работиме по 18 часот заклучно со одговорот на заменикот министер за животна средина. Повелете. Благодарам, господине председач, почитувана пратенички, почитувани пратенички и пратеници. За жал на 22 јануари се случи дефект на и сериозно физичко оштетување на филтерот за прочистување на издувните гасови во инценераторот кој што го третира медицинскиот отпад во Дрисла, и затоа компанијата истовремено и го извести Министерството за животна средина и просторно планирање. Согласно процедурите, Министерството веднаш направи, Државниот инспекторат за животна средина на 23 јануари во 11 часот изврши вореден инспекцијски надзор на состојбата која што се случува. Во интерес на јавноста сакам да кажам дека во 2008 и 2011 година дадено е со одлука на влада задача целиот медицинскиот отпад од Македонија да се носи во Дрисла.
Со оглед на поголемата дисциплина во последниот период и со оглед на тоа дека за да пренесете одреден медицински објект од место А до Дрисла, вие мора да имате по стандарди возило, тоа се зголемило и затоа се зголемило бројот на медицински отпад кој што се третира во рамки на компанијата Дрисла. Покрај она што се случува во Дрисла, Министерството за животна средина и просторно планирање има издадено и лиценци за така наречено автоклавирање, каде што со помош на технологија се добива инертен отпад кој што може да се стави на место на неопасен отпад. Например, болницата Филип II има таква лиценца. И тие својот медицински отпад не мора да го носат, туку го третираат, и во следниот период има повеќе компании кои што се заинтересирани да дојдат во Република Македонија, да инвестираат со плазма технологија или со друга технологија на огромна температура, да може практично да го заврши процесот што е дефиниран со нашиот закон, а тоа е да изврши мелење, дезинфекција, стерилизација или пак, како што реков, да го направи инертен отпад и да може да го стави на местото на неопасен отпад. Инспекторатот констатирал дека бидејќи медицинскиот отпад не може да се чува било каде, и медицинскиот отпад што доаѓал во компанијата е третиран на место кое што има специјална келија направена за тоа. Келијата дека е обложено со 2000 грама текстил, да кажам дека нашето законодавство пропишува стандард од 800 грама, ова е 2000 грама, и дебелина од 2,5 мм, а стандардот кој што е пропишан со нашето законодавство и правилници е 1,5. Со нашите проверки и разговори што ги имавме, утре би требало да стигне делот и во вторник да може да се врати повторно во нормална работа, но мониторингот не престанува од наша страна, односно дали се третира соодветно. Исто ќе споделам она што и вие го кажавте, нас не ни помагаат сега да се жалиме зошто претходно била таа одлука донесена, туку мора да работиме на решавање и на подобрување на состојбите. Ова статуско ситуација не одговара на никој. Очекувам комисијата што повторно треба да одлучува брзо да одлучи, што е формирана од страна на град Скопје, и навистина да најголемата депонија и најрегулираната депонија која што постои во Скопје, во Македонија, да може да почне да работи, а сите ние да си ја превземаме нашиот дел од одговорноста, но на што јас лично ќе се залагам е како да го зголемиме бројот на нови технологии каде што ќе можеме да го третираме медицинскиот отпад и на лице место. Има такви искуства во повеќето земји и тогаш и по помали по волумен ќе штедиме на транспорт, ќе штедиме на плаќање кој што компаниите треба да ги платат, бидејќи се плаќаат сега, таа услуга се плаќа, и навистина нема да се шета, тој медицински отпад нема да се транспортира и ќе биде посигурно за граѓаните. Тоа ќе биде еден од предизвиците и приоритетите во работата на Министерството за животна средина. Да повторам, очекувам од вторник да се нормализира ситуацијата, а моменталното третирање согласно стандардите кои што ги реков е под мониторинг на инспекторите од Државниот инспекторат за животна средина. Благодарам. Ви благодарам. Дали пратеничката е задоволна одговорот, односно дали сака да постави дополнително прашање? Има збор пратеничката Маја Морачанин. Повелете. Благодарам. Делумно сум задоволна од одговорот, затоа што мислам дека беше важно за јавноста експлицитен одговор да дадете дали во Македонија се увезува медицински отпад или не, бидејќи тоа е тема на дебата. Да, во јавноста, и важно е за граѓаните тоа да го знаат, затоа што тоа има ингеренции тука Министерството за животна средина во тој дел. И во однос на Дрисла, јас се согласувам дека ова е моментална состојба, но никако таа моментална состојба премногу долго трае
И тој филтер што еднаш беше во април едвај ставен, значи по инспекцијски контроли, еве сега баш во најголемиот период на најголемо загадување престана да работи, па повторно не може да функционира. Мислам дека Дрисла навистина треба да биде приоритет и во таа насока и го разбра вашиот одговор дека и Министерството за животна средина ќе се залага да депонијата Дрисла навистина ги задоволи сите стандарди за современа депонија. Благодарам. Благодарам.